Good afternoon, Excellencies, ladies and gentlemen. Thank you very much for hosting me here in this very early stage. I'm really very proud to be here and to announce our approach. We look forward to have long-term business and cooperation here in your country. Добар ден, ексцеленции, дами и господа, ви благодарам за вашето гостопримство. Навистина сум многу благодарен што ме примивте уште толку рано и навистина сум горд што можам да представам она што се надевам дека ќе биде мощна долгорочна соработка меѓу нас. I'm representing the company EPSOTEC, the CEO here locally in Macedonia, and we intend to open and extend our activities by opening a new branch and establishing a new production facility here in Skopje. We look forward to invest in new machines, in a new factory with a cooperation with the company EM. And we have already 6 branches worldwide. And of course, it's very important to be very close to the market, and we look forward to extend this to Macedonia. Јас сум извршен директор на EPSOTEC во Македонија и морам да ви кажам дека сакаме да отвориме, односно да ги прошириме нашите активности со производствени капацитети тука во Скопје, односно да работиме на отворање на фабрика и на нови машини. Ние веќе работиме во 6 гранки во светот и се надеваме дека ќе ги прошириме нашите активности и дејности и тука. EPSOTEC has an asset and knowledge of 60 years of production of plastic sheets, and we would like to bring in this know-how and create more than 110 new jobs for high technical and engineer people here locally. Ние имаме веќе 60 години искуство во овие производствени процеси и со нас носиме многу вештини и се надеваме дека тука ќе отвориме 110 работни места кои што ќе бидат притежно во машинската и во инженерската гранка. By this occasion, we will invest in a new building in cooperation with the company AIM, facilitated by His Excellency Mr. Lemons, and we will invest around 20 million in total and to start our approach very soon. Во оваа прилика ние би сакале да започнеме со изградба на нова зграда, односно со инвестиција од некои приближно 20 милиони евра кои што би ги инвестирале тука. Благодарам на гостинот за воведот на денешната обраќање, на денешната пресконференција. За нас представува посебна чест и задоволство што можеме после нецели, би рекол, 2 недели да посакаме добре дојде на уште една инвестиција, која што, како што кажа господинот, е околу 20 на милиони евра. За почеток имаме нови 110 работни места. Ке имаме развојно-истражувачки центар, R&D центар, нешто кое што досега недостасува или многу малку го има. И она кое што е за нас значајно е што тука не застанува оваа инвестиција, туку ќе продолжи понатаму да се развива, односно да се зголемува и бројот на вработени, бројот на извоз, но исто така и самата инвестиција која што очекуваме најмалку да биде двојно зголемена во годините кои што следат. Исто така сакам да кажам дека самата компанија е лидер на пазарот во Германија и таму е отприлика присутна со 25% од истиот и нешто кое што представува значајна препорака за нас, бидејќи очекуваме голем дел од компаниите кои што инвеститорот ги снабдува со своите производи да го следат примерот на инвеститорот и да, исто како што EPSOTEC дојде овдека, да дојдат и тие да инвестираат нешто кое што ќе значи додадена вредност за нашата економија и нешто кое што ќе донесе повеќе средства во буџетот, повеќе средства за капитални проекти со фокус кон граѓаните. Нашата цел е со дела да ја сакаме Македонија. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Повелете. Уранешниот вице-премиер
ја договарале инвестицијата, чисто околу тоа коментар. И малку доцна, ако не сум грешка, компанијата произведува производи од пластика, така? Оно што го видов на сајтот е дека во Австрија и Германија користат 100% зелена енергија. Каква ќе користите тука и од каде ќе ги добивате суровините? За првиот дел од прашањето можам јас да ви одговорам. Навистина благодарам на господинот Битики, кој што еве во периодот која работел овдека ја фасилитирал, би рекол, инвестицијата. Жалам што не успеал до крај да ја фасилитира па да биде успешна тогаш. Но добро, еве, дојде друга влада која што за 2 години направи нешто што тој не успеа 4 години да направи, па оваа инвестиција денеска станува реалност. Се надевам дека во август месец ќе можеме заедно да уживаме во нов камен темелник, нови за почеток 110 работни места, десетици милиони извоз и до 20 на милиони евро инвестиција. Се надевам дека во периодот кој што следи ќе бидете сведоци на уште такви инвестиции, кои што оваа влада за неколку недели ќе го направи тоа што претходната влада и господинот што тоа го кажува не успеа за 4 години да го направат. I'm really very glad to hear this question. Thank you very much. It's really a very important point in our strategy and philosophy also. We are very known for using recycled material, not only recycled from our own production, but also from our clients. And we go a step ahead to that, and we use also recycled material which we used in the green and in the blue economy. That means we use recycled material or used material from the agriculture and also from the fishing nets, which we take it again back to us, we scrap it and put it back again in the cycle life. This has a really good impacts, 3 impacts actually. One, to save the environment, and second, to reduce the CO2 emissions, and of course to make our resources safe. And the second part of your question, of course, in terms we are taking care about reducing the CO2 emissions. We are welcoming and using this already in Germany and in other facilities to use green energy supply from solar, from wind, and all that stuff. And this is also our aim. We have 6 branches in Europe. In Germany is the headquarters with the largest manufacturing. We have 2 facilities in France, 1 facility in UK, and 1 facility in Austria, and other one in Italy. And this will be number 7, and hopefully for a long term. And exactly, we are looking for long-term orientation and also for expansion. When we plan a plot for our production, we reserve immediately the second one for in short time expansion. Навистина ми е драго што го поставивте ова прашање, затоа што оваа тема ни е многу битна и е дел од нашата филозофија и од нашата долгорочна стратегија. Всушност, ние сме познати по тоа што користиме рециклирани материјали во нашето производство, не само наши, туку ги користиме и материјалите на нашите клиенти. И со тоа, всушност, користиме материјали и од зелената и од сината економија, односно ги рециклираме материјалите и од земјоделската гранка и од рибарството. Со тоа ние на тие материјали им даваме нов животен циклус, а при тоа играме мощна битна улога во заштитата на животната средина и во намалувањето на емисиите на јаглерод диоксид. Ние навистина вложуваме многу грижа во сето тоа, веќе го користиме овој начин на работа во Германија, користиме соларна и ветерна енергија. Како што кажав, имаме 6 подружници веќе во Европа, во Германија, во Австрија, во Италија, ова планираме да ни биде 7, и ние постојано размислуваме за тоа дека сакаме да го прошируваме нашето производство, па веднаш кога ќе започнеме со планови за изградба на една постројка, ние веднаш правиме планови за да почнеме и со втора, па се надевам дека така ќе биде и тука и дека ќе останеме со истата стратегија како и досега.
Буџетот во каква состојба е сега, прашање е како и тоа што е редовно до сега ќе се исплаќа. Затоа што тајфун изминал последниве 7 години низ држава и не само што ја ограбил државава, туку и жестоко ја уништил. Се обидуваме да бидеме креативни и да не го почувствуваат тоа граѓаните. Се надевам дека во првите 100 дена ќе има можност да седнам заедно со синдикатите и јас и министерот за финансии, министерот за економија и труд и министерот за кој што е задолжен за овие прашања се уште, тоа е социјална политика, демографија и млади, и да поразговараме и да им ги покажеме бројките, да видат со што се соочуваме, а бројките се катастрофални. Катастрофални. Ако ви кажам дека недостасуваат 2,5 милиарди денари за редовна исплата на пензиите, настрана од ова кое што представува дополнително зголемување кое што го најавивме и ветивме, тогаш можете да сватите за што станува збор, но ние ќе се бориме до последно, ќе се бориме сето она кое што е интерес на граѓаните да е наш интерес и да го реализираме. Се надевам дека во првите 100 дена ќе има можност да седнеме заедно, да разговараме како разумни луѓе и да им ги покажеме бројките. И ако има можност, еве, самите да видат, нема никаков проблем. Но ако нема можност, тогаш очекувам да сите заедно донесеме заклучок како заедно да работиме за да создадеме можност. Тоа е начинот на кој што треба да функционира оваа влада, да биде партнер со сите врз основа на можностите. Или што би рекле нашите повозрастни, да си ги пуштиме нозете колку ни долга чергата. Ние можеме да поставуваме до недоглед прашања од овој карактер, но треба да ја видиме реалноста. За пензиите се наоѓа затоа што имаме правилна редистрибуција во самиот буџет. Инаку секако дека ако може да се најдат, тие пари ќе ги најдеме, заедно ќе седнеме и заедно ќе имаме пресконференција. И еве, јас тоа велам, секој оној кој што мисли дека има решение, нека дојде, јас сакам да го слушнам. Сакам да го слушнам, да разговарам, сите решенија се добре дојдени. Сите ние сме тука и работиме за доброто на граѓаните, за еднината на оваа наша земјичка држава. Секој решение, секој буквално што има било какво решение, нека дојде, ќе разговараме и истото тоа решение ќе го представиме пред вас новинарите. И пред јавноста, се разбира. Па добро, тоа беше постара изјава на господинот Мицотакис. Се надевам дека ќе го задржиме достоинството и дека ќе разговараме како партнери, како добри соседи, ако дојде до таков разговор, ако не дојде, се надевам дека набргу ќе дојде. Нашиот став како влада е дека сакаме да имаме добри односи со соседите, дека сакаме да градиме мостови на соработка, дека тоа за нас е двонасочна улица. До сега, претпоставувам, биле навикнати на еднонасочна улица, но сега сме ние политичари влада која што сака да види добрососедска двонасочна улица и така ќе продолжиме да се однесуваме. Апсолутно, секој оној кој што мисли дека ние како влада можеме да помогнеме, добре дојден да седнеме, да разговараме и да најдеме заедничко решение. За тоа практично не плаќаат граѓаните, да бараме решенија за проблемите. Не бегаме од проблемите, сакаме да влеземе во костец со проблемите и да ги решаваме на начин на кој што можеме да ги решиме. Уште во кампањата реков дека нема да ветуваме чудата се невозможни, ни врз основа на можностите сме подготвени веднаш со секого да седнеме и да разговараме, доколку има некаква креативна идеја и решение да ги решаваме проблемите. Не бегаме од никакво решавање, вклучително и тоа што вие го кажавте. Убава е нивната позиција. Убаво е секој месец да се зимате плата, да имате 2% доверба кај граѓаните. Таа е најубавата позиција. Комфортна, заседнати во дебели кожни фотели, со црвени килими дебели и секој ден да си доаѓате на работа,
да броите илјадници евра месечна плата, а кај граѓаните да уживате само 2% доверба. И нормално е дека кога некој ќе сака инвазивно да делува, да направи реформа, да го реши тоа, веднаш од другата страна имаме одбранбен механизам кој што вели не, ние сме против тоа, затоа што реформата која што ние ја предвидуваше да нема повеќе удобни фотели, да има одговорност, да има отчетност, да видиме што е тоа што тие сработиле до сега. И сега нормално е дека ќе се појавуваат и таков тип експерти, и таков тип на луѓе кои што се дел од тие тела, кои што имаат доверба 2%. Јас би се засрамил да имам 2% доверба, веднаш ќе се засрамам и ќе напуштам работата која што е работа. Ќе се занимавам со нешто сосема друго. А тие, кои што најголемиот дел од нив таму видовме како се поставени, наместо да се засрамат и самите да речат дајте навистина нешто да направиме, тие продолжуваат и понатаму да ги трошат народните пари, тешко заработени, со подзаработени и уште пак испраќаат пораки во јавноста, се закануваат и така натаму. Ние ќе продолжиме да нудиме решенија. Ние тоа знаеме. Еве да нудиме решенија. Ако имаат тие подобро решение, нека дојдат, спремни сме да разговараме. Само нешто да смениме да не биде како до сега. Затоа што како до сега децава ни се иселија, Македонија се испразни и благодарение на вакви позитивни моменти сакаме да ја вратиме надежда. Затоа што ако оставиме ние на ваков тип на функционери кои што уживаат народни пари, ништо не прават со доверба од 2%, нема да одиме за долго. Како држава нема да одиме за долго ако не направиме сериозни темелни структурни реформи. Тоа е суштината. А борбата против корупцијата и криминалот и владењето на правото беа еден од носечките столбови на оваа влада за време на кампањата, зашто добивме повеќе од 600.000 гласа. Нешто што не се случило многу одамна кај нас во Македонија. И сега, ако граѓаните ја даваат довербата, граѓаните очекуваат резултати. И ние, тоа е начинот на кој што сакаме да функционираме, со резултати и да бидеме отчетни пред граѓаните. Ако некој мисли дека на тој начин може да ги спречи реформите и да продолжиме да тонеме во политичко мочуриште, јас нема тоа да го дозволам и ќе се болам од петни жили тоа да не се случи. Ако има подобри решенија, подготвен сум да разговарам. Еве, нека дојдат, нека кажат. Ако имаме подобри решенија. Сакаме да разговараме. Сакаме со сите да бидеме партнери. Мора да работиме и да нудиме решенија. Не можеме да ја оставиме работата по тепих. Не може, тепихот е набаврен, ќе експлодира. Мораме да ги работиме работите, ако сакаме да бидеме како што треба. А ако не, ќе останеме на дното на Балканот, не збориме во Европа, на Балканот, уште полошо, и ќе продолжиме да си тонеме во ова политичко мочуриште. Додека сум јас председател на владата, тоа нема да го дозволам и ќе се борам со сите оние кои што не сакаат Македонија и граѓаните да успеат. Многу скоро ќе имате информација по ова прашање, па еве во текот на следната недела. Ви благодарам на вас.